А озбилен да беше? Најозбилен. Можеме? Да. Добре дојде за Даниел Гурчиновски Добре најдов. во подкастот Джезо Денес, подкаст наменет за промоција и афирмација на современата музичка и джез сцена во Македонија. Прво прашање како ти се допаѓа или не ти се допаѓа насловот на емисијата или подкастот? Насловот на емисијата е одличен. Добро. Само јас мислам шо барам јас овде. Така. Одлично. Па Ама јас добро. кога се мислев дали да те викнам, реков мајка да го викнам човеков, ама ај реков ќе го викнам. Така да, супер. Иако многу ретко одиш ти на вакви работи, скоро ич, можеби прво интервју ти ова за ваква емисија, подкаст. Да, дефинитивно прв подкаст. Сигурно имаш многу треба. Добро, добро, за гледачите на подкастот, Даниел е еден човек кој што многу помогна во мојата кариера, кој што последните 2 албуми направи дизајни, фотографии, скоро цели кампањи и не само тоа, туку е арт директор на Jazz Factory фестивал, што многу малку луѓе знаат. И овој на пример убавиот дизајн овде, кој што јас сакав да биде друг, го направи Даниел. Добро, ај пред да почнеме со вистинската, да речам, твоја работа или она што го правиш за како допринос кон джез сцената, кој е Даниел денес? Што се друго правиш освен овие работи? Шо се друго правам? Не знам. Во главно фриленсам, значи ништо не правам. Добро. Тоа нели е така по дефиниција. По дефиниција ништо не правиш. По дефиниција ништо не правам, али да, гледам да се занимавам со фини работи од типот на дизајн и фотографија. По некој пат за пари, некогаш без. Најчесто без. Али да, Ама пред се си фамилиарен човек. пред се сум фамилиарен човек. Човек. Да не биде по-битолски. Да. И мислам ги знаеш те работи, сето што оди со Да. Family Life, да. Family Life. Продавница, бакал, драгстор, не знаат луѓето што. Да, машини за викенд. Да, машина за викенд, машина. Ваква машина, таква. Добро, ајде, знам, сега, малце глупо е, но ние се знаеме од деца, така да, малце ми е тоа глупо да те испрашувам работи, ама ајде, какво беше твојот пат за да стигнеш да слушаш джез? Знам дека беше Алтер, дека заедно излегувавме во едно култно место во Битола, што се вика Висаж, поќе што не постои, од тука натаму. Сега ти автоматски ми ја расипа приказната, пошто... А ти се думаш, ќе кажеш? Да, го знаев ова прашање, многу се мислев и сакав да кажам... Сакаш можеме да го сечиме и да те прашам уште еднаш, пошто не оди... Не, нема потреба сега ќе ја кажам приказната. Ајде. Значи, јас почнав да слушам джез уште од многу мала возраст, некаде на 3 години. На 3 години? На 3 години, да. Во мојата зграда имаше еден джез музичар, кој што цело време правеше, како се вика, проби. Да, ова не го знаеш. Не го знаеш пошто е комплетно измислено. Браво. И правеше проби тука прво во станот, па комшиите се бунеа, па после тоа се префрли долу во подрумот. Па споивме 2 подруми, нели од 2 стана за да има повеќе место за тие проби и уште тогаш почнав да слушам джез. Тој некаде набавуваше цело време джез плочи и така од мал се навлеков на слушање джез. Значи од мал си со джезот, супер. Исто така тој беше човекот што прв ми даде фотоапарат на мои 4,5 години. И веќе јас на 5 години сам развив филмови, сликав таму во подрумот и така почнува мојата приказна за фотографијата и джезот. А дизајн на 6 години? Дизајн почнав нешто покасно. Commodore 64? На Commodore 64, да, за жал на почетокот дизајнот беше во 16 бои на Commodore 64. Добро. Што после го развивте? Да, се те тера малце да се испрексираш и да се изврзираш во дизајнот. И така, тоа отприлика би била мојата приказна за джезот и ова е нели комплетна невистина. Апсолутно. Ај сега биди озбилни, кажи. Сега озбилно, па джез како и сите други веројатно почнав да слушам многу покасно. Мислам ти
Знаеш како доаѓаше музиката тука. Јас дека јас се трудев да пратам колку што е можно повеќе музика. Да, во 90-тите јас и ти кога растевме беше навистина тешко да се стигне до музика и јас стално ја кажувам таа приказка, одевме до Солун или некој ќе чекаш некој роднина од иностранство да ти дојде да ти донеси нешто, пошто стварно тоа време беше тешко да набавиш. Дури информација, да стигнеш до информација, не се стигаше до информација, камоли CD или плочка. Па јас, тоест во друштвото купувавме ние Melody Maker, али тоа беше списание за рок-н-рол алтернативна сцена, како Rolling Stone. Да речам, да. Никогаш не купувавме Браво. Браво, да, купаја Браво. И слични ствари. Ама добар дизајн имаше Браво во разни бои, беше текнува. Да. Името логото. Да. Супер шарено. Супер весело списание. И не знам кога почна да се појавува джез, италијанското. Да. Джез Али има сигурно 20 години. Имав обичај да купам и покрај тоа што ништо не разбирам, али мислам дека уште од сам старт беше заедно со CD. Да, па затоа го купувавме CD сите. и го купувавме. И уште се наоѓа и кошта некои 140 денари, мислам дека. Мислам сега. 190, ама сега не се дисковите поќе во ПВЦ, како е во пластика, туку се во хартија и малце се чудни за чува, иначе беа идеално. И квалитетот на дисковите многу добар. Значи, ствари ти преку джез списанијата од таму почна да чепкаш. Па не, види сега, од општа култура, нели, ќе ги сретниш сите познати имиња и ќе се потрудиш да слушнеш нешто. Памтам се, малце звучиме како старци, ама на времето кога се спушташе музика преку... Оти звучиме. преку Lime или како и да се викаат тие сервиси, кај што една песна ти требаше 2 дена да ја спуштиш за да ја Тие руските што беа? слушнеш. Па не беа руски, али нешто нели. Интернетот беше многу послаб и сите тие ствари. Знам дека еден Violet албум на Чарли Паркер во библиотека, некоја таков лайв перформанс кој е снимен. И некаде прочитав дека бил многу редок, дрн, па едва го најдов, па го спуштав, не знам, можда цела недела за да го слушам. Во исчекување. Во исчекување и сите тие уште толку ствари. секунди, уште толку минути, уште толку време. Да, и супер, мислам, окей беше музиката. Ама имаш многу имаш плочи за луѓето кои што не знаат, имаш колекција и си онака страствен слушател на винил. Колекција, кога слушаш музика, сакаш на винил да слушаш. Знам дека си мерак е. Да, имам колекција, сакам да слушам на винил. Голем дел од колекцијата е на жена ми. Така да, тога наследив на среќа. Добро. Правилно си одбрал. Али да, и се трудам колку што можам да купувам плочи. Да, окей. Знаеш кој артист джез музичар ти оставил онакав впечаток? Знам дека Чет Бейкер го слушаш многу дома. Ама кој ти бил тоа инфлуенца или онај кој што те инфицирал со... Па никој... Ако се сеќаваш, ако памтиш. Никој посебно не ми оставил да речеш дека баш... Не сам нели сите големи мајстори. Ова многу општо звучи се. Да, отвори си ја душа. Од типот на не знам. Ова како на телевизија, ова подкаст не сме на телевизија. Значи, кажи си кој е. Мајлс го слушна, Чарли Паркер кој е. Па сите тие, Мајлс... Знам дека Чет Бейкер го слушаш така. Чет Бейкер. Чет Бейкер беше... Па да, Чет Бейкер пошто нели има и албум ли е тоа што и да е кај што пеј. А тоа стално пеј. Нели е многу по окей да речем, по неутрално да слушаш, можеш да го слушаш во секој време, за некој што сакаш да ги слушаш ти треба не него барат или те стварат соодветно расположение. И да си сам дома. И да си сам дома да ги слушаш. Да не ти го гаснат. Да не ти го гасат. Али да, сите тие, Мингус, не знам, Бил Еванс можда. Браво. Значи големите мајстори. Големите мајстори, да. Знаеш што е, мене многу ме
привлече тогаш и уште ме привлекува таа атмосфера во 50-60 години што беше околу джезот, нели тогаш се појавија сите тие, да речем сега. Се што ќе кажам треба да биде малце Со резерва, да, нормално. резерва, Тони беше тука вели се што кажав, него. Да, не сум Се однапак. далеко сум од историчар на джезот или познавач, али од прилика нели тој период кога се појавуваат сите тие и како вежбале, како ја создавале музиката што ја создава. Знаеш како е приказката средината на 50-тите и појавата на Руди Ван Гелдер како звукозапис или како снимач и како Тој на Blue Note. продуцент. Да. Па не само на Blue Note, на сите. И Импулс и Колумбија издаваат и уствари подемот на джезот, ама на овој джезот од десната страна на дрвото историски, сега малце може јас вака звучам како од левата страна е забавниот дел на джезот, ритам и блуз со она што луѓето го слушале во вид на джез како забава, но овој уметничкиот дел на джезот најмногу дискови или во било која продавница за дискови да влезеш или за плочи ќе видиш дека на секој 10-9 се од тој период, или од 50-тите, 60-тите, затоа што тогаш имало револуции, затоа што тогаш најмногу се снимале плочи во тоа време, потоа нели се тие префрлени на дискови. Но златните години на овој уметничкиот джез се 50-тите и 60-тите години, така да тука е, да, приказката е врзана со Blue Note, со Колумбија, со Импулс, со сите големи джез издавачи од тоа време. Нешто што денес се други компании, нели? Многу ми е драго што го погодив периодот, не бев сигурен. Харбоп, Не, Cool на Jazz страна, и Bebop. Има и стиловите. неколку интересни приказни, што може да ќе бидат поинтересни, поврзани со джез, али во исто време поврзани со нели дизајнот на албумите и фотографијата и сите тие ствари. Тоа е многу интересно. Да, на пример за Blue Note, сега пак малце со резерва за имињата, пошто катастрофа сум со имиња, апсолутно не памтам. И со датуми. И со датуми. Али овај што го каже Руди Голдбер, Руди Ван Гелдер. Руди Ван Гелдер, како и да се вика. Неговиот партнер од тоа време, мислам дека со кооснивач на Blue Note, па не знам дали да го наречам фотографија, ако ги има направено едни од најпознатите и најпрепознатливи фотографии за джесот, од джез сцената. Great Day in Harlem, таа фотографија? Не, таа фотографија. На скалите што е, ќе кажеш и за неа. Таа е И друг. ќе ја монтирам во подкастот за да знаат За луѓето сите за да ја која, видат. да, е така. Да. Океј, и за таа памти да кажеш. Што кажував за како се вика, кооснивачот на Blue Note, Френсис Волф, мислам дека се вика, со две Ф, Френсис Волф, кој што од самото основање на Blue Note е со апаратот во рака, мислам дека бил дури хобиист, дека не бил професионален фотограф, не бино за приказната, али човекот очигледно имал многу осет и многу добар вкус. И тој ги слика сите изведувачи при снимање во студио, при настапи на секаде и практично сите омоти на албуми од тој период се со негова фотографија. И тие заедно во соработка нели со уште едно име што нема да го памтам, али некако Луни или кој е дизајнерот за Blue Note. Ќе си проверат луѓето. Да, ќе си проверите, па добро, ова се информации кои се лесно пристапни. Секој што се интересира може малце да ги или да ги испита. Едниот имал многу осет за фотографија, за сликање, па по многу малку фотографии. А другиот па од тие малку фотографии, не знам, десетина фотографии што биле на контакт шит, имал таква способност да ја одбери вистинската што ќе биде за омот. И тоа најчесто била фотографија која што на контакт шитот изгледала полоше од другите. Видиш ова. Да. И нели сега го имаме ние тој проблем кога некој ќе одбери најчесто јас фотографија, ова е најдобра, па јас ќе ти речам не, таа е другата. другата. И на крајот ќе речеме добро, ајде.
Али You are the boss. Да, како и да е, биле добар тим и практично џезот во тој период во продавниците, нели каде што се продава џез музика, станува препознатлив и по тие Blue Note омоти, кај што главно фотографија и нешто. Портрети се најчесто. Најчесто портрети и со минимален фонд, минимален во смисла на пристап, иначе прилично храбро поставен на омотот, што дури и станува едно време како урнек за како треба да се дизајнира. Се нормално после дизајнира што не е точно, затоа што секој си има своја она, да. Епе за овој, например, за овој албум, овој е твој дизајн за гледачите на подкастот, многу ми рекоа, ама зошто вака, ама зошто. Инаку првичната идеја беше сосема нешто друго, и јас кога ти ја кажав идејата која ми е, ти ми рече, нема шанси да го направиме тоа, затоа што па да. Затоа што такви има многу, а ваков нема и окей. Точно, да, една од причините што таков нема и што не личи на џез албум на прв поглед, ќе го видиш, што според мене е многу позитивно, пошто сите некако гледаат да бидат во одреден калап ставени како треба ова да изгледа и како треба. Јас сум апсолутно против тоа, секој треба да има свој израз. Нели истото важи за музика и за дизајн. Кога велиш сите, мислиш на чинителите во македонската џез сцена, не мислиш глобално или глобално мислиш? Ова е многу битно да го кажеме, оти сакам за македонската да те прашувам џез сцена. Па да, и во македонската е тоа поизразено пошто сме таков пазар. Меѓутоа се случува и на глобалната сцена, нели, таа сейф варијанта. Да, минимал. Што ќе кажат луѓето, па слични ствари. Се што не е минимал и некако е одма осудено и одма а кога ќе е минимал е секогаш, добро е ова, да. Ова ми се допаѓа. А кога има многу повеќе приказна во сето тоа, тоаш веќе. Па да, например е конкретно за овај омот има многу приказни околу зошто е тоа. Ајде за тоа, малце за приказни. Па јас да ги раскажам малце ќе испадне дека ги добро да е, ајде во кратки црти. 3 работи. И после ќе ти ги поставам прашања. Добро. Пошто не секој треба да го доживее како што на свој начин, така? Тоа е основната идеја. Иначе, овде, например, се 3 пара патики, 3 пара нозе. И една од идеите е, нели, пошто како фотографија, оваа фотографија, практично сите кои ќе се соберат друштво ја прават тие како Многу честа и популарна на социјалните мрежи, медиуми. Мрежи за нариви, знаеш, мрежи. Да. И тоа се уствари, тоа е фотографија што и бендот, не знам дали ги знаеш, основата на бендот, нели? Да. На бендот. На Сашо Поповски. Еден еминентен музичар од Македонија. Има обичај да ја прави пред секој патување на аеродром, така? Да, тоа се фотографии од аеродроми. Да, тоа се фотографии од аеродроми. Така да поврзано е на повеќе начини и со бендот, и со општата ситуација, да речам, во секојаш сакам јас помалку да пецнам, да се има мистика, да има. Да. И социјален или политички? И на социјален и на политички, нели се поврзани социјалниот со политичкиот, не можеш да ги одвоиш. Добро, сега многу почнавме меѓу редовите да зборуваме исто како на телевизија, да ќе те прекинам јас. Сега вака. Убаво почна да зборуваш, сега. Кои се предизвиците на Даниел да создава, креира оригинална уметност денес во средина општество каде џезот е на маргините? Например, знаеш ти дека си потрошил, не знам, 1 месец за да го направиш, ова затоа што е рачно цртано. А уствари знаеш дека тиражот е 200 плочи и дека досега се продаени 15 плочи.
Нека заработка во старт нема. Ќе ти го прочитам до крај прашањето. Каде што продажбата на плочи CD дигитален формат е исклучително мала. Што вели дека уметникот или артистот или музичарот не може од продажба на хард копи струјата да си ја плати. И сега да направиш една паралела, колку е... Уствари дека само за кеф го правиме. Да. На крај на денот имаме кеф да го правиме, ова го сакаме ова и го правиме ова. Па точно така. Мислам и ова важи за сите уметности и во Македонија посебно спомнав и пред малку заради општата состојба и во светот. Заради тоа што сме мала држава, Па малку народ, мала сцена или? Ние сме, да, мала држава, мал народ, мала сцена. Исто така постои проблем според мене, голем дел од конзументите, од публиката се недоволно образовани. И тука има еден магичен круг, тие што се недоволно образовани се задоволуваат со такви општи, да речам, ствари и даваат пари за нив, а секогаш има луѓе кои што ги прават тие ствари општи. И така е тој еден круг во кој што се си функционира едно за друго и нели уметноста полека, не баш полека, пошто е некојаш нагло и прилично долго трае, се турка на страна. И на крај на денот останува ти да го правиш тоа што мислиш дека треба да го направиш најмногу заради себе, за да се изразиш така како што мислиш дека треба да се изразиш, со надеж дека парите ќе дојдат, али тоа е, види сега, да не ги повторувам клишеата дека Ван Гог никој не го знае. Од кај ќе дојдат парите? Имаш бујко од Америка. Па имаш и други. Имаш и други избори, нели секогаш можеш да се надеваш дека ќе ти падне седмица на лото. Лото, да. Или па она што сите за жал мораме да го правиме е да правиш по условно кажано за најчиски работи кои што ќе ти донесат пари за да платиш сметки и слично. Со надеж дека ќе ти остане време за да направиш и нешто што сакаш. И за тој деликатен баланс. Баланс помеѓу она што сакаме да го правиме и она што мора да го правиме. Да. Мислам сите сака да бидат уметници така и ништо да, пошто има нели погрешно мислење дека уметникот ништо не прави, само седи или ако е сликар ќе шлакни на платно или ако е перформанс артист. Ако е фотограф само ќе чкрапа. Или ако е фотограф ќе оди 5 минути ќе почкрапа. Многу ретко луѓето ја гледаат таа страна што е позади на сати и сати потрошени на вежбање за музика, исто и за фотографија, на вежбање за фотографија и работа и учење и константно учење, па повторување на тоа што си го научил, почење на нови работи, па смислување на нови работи. Сите што дојде во истото го кажа, значи од таа страна многу е нејасно со каква проблематика ние се занимаваме и кои ќе речат ај купи добар апарат, стана фотограф. Ги преплави социјалните мрежи со, не знам, безброј фотографии, ама тоа не те прави добар фотограф, така да, како што не те прави добар музичар ако имаш, не знам, колку видеа. Па да, и да, и тоа е малци... Ама потрошеното време е навистина оно потрошеното време кој што никој не го гледа и за жал кај нас тоа не се цени, тоа што си го потрошил ти. Да, и малце е погрешно, како се вика, пошто секој сака неговиот труд да биде валоризиран на некаков начин. Да, очекување има, секој си има сопствени очекувања. Сега, за жал, многу луѓе ја добиваат таа валоризација преку социјални медиуми и лајкови. И тоа е најнаш некако стана и како оцена. Ова има 10.000 followers, сигурно е супер, а тоа има 10.000 followers пошто клика на се живо по 10 пати денот. Знаеш колку е нереално тоа? Јас го имав, ајде, не би го нарекол проблем, ама пред 2 години тоа и кога комуницираш, имаш интеракција и едноставно прво што барат гледат колку каналот имаш на YouTube каналот, колку имаш следбеници, нели тоа е тоа. И сега рачунај ако си артист од Кина колку имаш следбеници.
Или ако си артист, Ама не знам. нема YouTube. Абе, добро, колку следбеници имаш во Кина? Така, јасно, Еве. јасно. Пред 3 дена бевме на една конференција со представници джез фестивал од Бали, значи Village Jazz фестивал, кој што во селото има 200.000 жители. Значи село со 200.000 жители, така да. Јасни ти се бројките, што значи многу е нереална таквата споредба. Или пак да имаш македонски артист, посебно джез артист, да имаш над 1000 следбеници на YouTube е некаков успех. Си велам, или не можам да знам, или не е успех. Навистина тие се толку незначајни се тие бројки, кои за жал компаниите, издавачите, Да, им се промотерите им се многу битни, или една од првите 3 работи кои што ќе те прашат колку имаш следбеници, колку имаш и колку си чудо на социјални медиуми или не си чудо на социјални медиуми, кое што ама никогаш не е репер за тоа колку ти е добра уметноста, музиката, фотографијата. Било што сега. За Great Day in Harlem ќе кажеш нешто за таа слика? Ја знаеш сликата со скалите со Да, кај што се да, наредени. Си ти ја- поснимаше нова слика пред години, нели се починати, имаш уште 15 луѓе останати. Да, ја знам таа слика имам моментално блок, не можам да се сетам. Добро, ако не после Тој е ќе многу- кажеш многу за тоа. познат, да. Кажи ми фасцинацијата. Зошто джез сликате, знам дека ти не сликаш, сликате црно-бели фотографии. Зошто е потребно? Има некое општо прифатено мислење дека джез треба да се слика во црно-бело. Ранташа беше тука кажа некои работи за кои што бевме согласни. Сега си ти, сакам и тебе да те прашам, иако знам дека ти многу ретко сликаш црно-бели, обратно ти ги сликаш црно-бели само кога се casual, кога се разговари, кога се приказни од животот на джез уметниците. Ама на сцена никогаш не сликаш црно-бело. Па, да, јас, например, не сликам црно-бело, пошто мислам дека е малце... Апаратот не ти црно-бело? Апаратот не ми е црно-бел. Мислам дека е малце и греото да сликаш црно-бело на сцените што постојат денес. И мислам дека самата фотографија губи многу информација ако е... Ама тука е, знаеш, основниот проблем што мислам... Прво, зошто джез фотографија сликат луѓето црно-бело? Најверојатно ради некаква навика, пошто се 90% од личните джез фотографии, што важат за лични джез фотографии, што не се на сите, без разлика дали се занимаваш со джез или не, врежани некако во сеќавање, во подсвеста, се црно-бели. Голем дел од нив на Френсис Волф, што го спомнав од... Така де. Ама тоа беше во и од 50-та. времето. Ама многу добро кажа, тоа сцената како беше осветлена. На кој ниво се сцените денес осветлени? Види, например, Френсис Волф сликал со, како се вика, медиум формат камера и со блиц што го држал во рака, пошто било и темно. И затоа толку имаат и тие Смоки, фотографии, контрасти и сите тие работи. Во тие најубавите години на джезот, најпознатите 56 нели ги спомнавме, Так. не имало слики во боја. Так. Долго време, тоа исто проблем општо за фотографијата, не и за джезот. Долго време, ако, например, кога постоела веќе фотографија во боја, се рачунало, се сметало дека тоа служи за сликање на одмори и домашни веселби, дека ако сакаш ти уметничка фотографија, мора да биде црно-бела. Так. И тука има познат фотограф, мислам дека тој прв ја направи Тоа е негде средината на 70-тите? Нешто така не сум. Така некако, да. Не знам, ќе треба сите да проверат. Ево, ти ќе ставиш во линкот. Проверете. Не, јас ќе ги проверам линковите, ќе ти ги дадам за луѓето да можат само да кликнат, али има еден многу фотограф познат Еглстон, кој што е познат по користење на многу јака, многу сатурирани фотографии, многу јака боја. И која е направил првата изложба, било чудо во МоМА. Било чудо и сите се чуделе и не е најшла на добар пример, на добар одзив, што е ова сега во боја се знае каква треба да биде уметничка фотографија. И најверојатно заради таа навика уште ни е нас во подсвест дека
за да биде поуметничка, например, многу често луѓето сликат, нели, сите сликат во боја сега, па после ги прават црно-бели. Ретко кој намерно уште од сам старт ја планира за фотографијата за црно-бела, али ако не можеш ти, ако не ти изгледа добро, ја правиш црно-бела, ја Да, затоа што полесно се изгледа кријат по уметничка. Да, автоматски пометиш. Уметничка. Добро, мислам дека кажа во врска со црно-белата фотографија, иако јас пак ќе те прашам, зошто не црно-бела фотографија? Јас можам да зборам сум уште- упорен. Да. Јас можам да зборам уште многу, зошто јас не сликам црно-бело? Да. Па сликам јас црно-бело, значи не дека не. Ама јас али- кажав кога сликаш црно-бело. Да. И обично се трудам да уште од сам старт планирам за фотографијата да биде црно-бела. Не дека не сум направил јас некоја фотографија што изгледа во боја црно-бело за да изгледа подобро. Се дешавало и тоа, нели ама. Например, конкретно за џезот, зошто мислам дека треба да биде, пошто џезот јас го сваќам како музика која сама по себе е колоритна. Така, браво. Така Така е. е, така И е. на тој Толку многу боја начин- има и толку многу да, експресија има. И на тој начин ми е многу поврзана да биде во боја отколку. Така. Са тука има и еден друг проблем, не секој пат бојата со која што е осветлена сцената ми одговара со Рефлектира бојата со- на музиката што се свири, али тоа е чувство, моментално чувство што јас го имам дори и сликам, кога на крај ти ќе видиш фотографијата. Да, кога по 2-3 дена ја гледаш фотографијата. веќе е сосем поинаку. Добро, бидејќи подкастот е наменен за промоција и афирмација на современата македонска џез сцена, јас би те прашал едно прашање за кое што би сакал искрено да одговориш. На кој ниво е џезот денес во Македонија? И направи паралела со сцената, еве знам дека ти многу често патуваш во Холандија. И можеби ако сакаш со Холандија, ако сакаш со некоја друга паралела, направи друга паралела. И спрема тебе, еве, на кое ниво е сцената денес во Македонија, џез сцената? На кој ниво е сцената денес, џез сцената во Македонија? Повторно како експерт за... Па добро, Добро, вака... како експерт, Не. 7 години џез фестивал, Да, може инволвиран си во креирањето на еден џез фестивал од Битола, така да ги гледаш уметниците, гледаш музичарите кои што дајат, значи си имаш онај допир прв од прва рака. Да, сето тоа е точно, ама можда најдобро да одговорам на ова Ајде. прашање некако од страна, како... Добро, како наблюдувач. Како наблюдувач, како обичен уживател на добра музика, да речеме. Ајде, добро, добро. Мислам дека во последно време Пази што ќе кажеш, може да осеќам. се снима. Не. Џез сцената во Македонија во последно време мислам дека има некаков благ напредок, но сепак не е на ниво на кое што сите ние би сакале да биде. И општо музичката сцена и уметничката сцена. Да, зборуваме за уметничка категорија, не за естрада и тоа поп. без за тоа да се оствари пак треба многу, зависи од многу работи, зависи од за жал и од политика, Добро, добро. Слободно кажувај. кажувам. Слободно. Зависи значи за жал и од политика, зависи многу зависи од општа култура, што значи поврзано и со образованието генерално. Да, ама публиката треба да се едуцира, нели? Па Публика е едуцираш. Сега, гледај сега, следното прашање е малце врзано, па сега ќе ги поврзиш. Што недостасува повеќе? Публика, сцена, медиум, промотер, менаџер или нешто сосема друго? Па сите работи фали помалку, од некој фали помногу. Мене ако ме прашаш сцена фали многу, затоа што немаме џез клубови во Македонија. Па да, џез клубови се на прсти се бројат. Секоја чест на исклучоците. Џезин Охрид, Порта џез. Џезин Битола. Охрид, Порта џез Битола, која што И е... аудиокултура која што ги отвори вратите на џез уметниците, затоа што реално во Скопје немаме џез клуб.
Така? Да. И ако треба свириш негде авторска или уметничка форма на џез музика, каде го правиш во аудиокултура. Па сега да бидеме реални, Порта Джез Битола е може би еден од најубавите клубови во смисла на простор, во смисла на сцена, али Порта Джез порано мислам дека важеше како Ќе го гледа до подкаст. Да, како клуб во кој шо, па нека го гледа, јас се зезам. како се вика, Да, може би малце критикувам, комерцијално место сега направено. ама сега е далеко од џез клубот Апсолутно. од кој што можеше да биде, така? Така, ма за време на фестивалот во Битола, оние 3-4 дена кога го правиме џез фабрика фестивалот во Битола, Порта Джез има клучно место во клубскиот. Апсолутно. Мислам дека Значи, одлични концерти имаме направено токму затоа што има фантастична сцена, има светло, има звук, има се. Но за жал условите моментално во Битола пак доаѓаме до оној моментот дека треба да се едуцира публиката. Знаеш колку е тешко ти да донесеш артист од Македонија, а замисли и од надвор, во клуб каде што луѓето прво не се навикнати да плаќаат карти во Битола, знаеш дека никој не купува карти, а од друга страна да им понудиш уметничка форма, да дојдат на концерт на нешто што не го слушнали, не ми е популарно или знаат дека нема да се забавуваат. Ме разбираш? Ми ја сваќаш логиката која е. Да. И сега и од страна на промотер е многу тешко, од собственик на клуб. Нели, примерот на аудиокултура е еден од ретките успешни примери како може сето тоа да функционира. Ама за тоа ајде за ова да го фативме кај џез клубовите. Па не ти спомна едуцирање на публиката, треба да се едуцира публиката, ама тоа не е едукацијата на публиката е задача исто колку што е на музичарите и на самата публика. Значи ти како музичар или промотер или не знам што, не можеш да ја едуцираш публиката. Ти можеш да ја инспирираш публиката да се едуцира, така? Како ќе инспирираш, така што ќе направиш добра свирка, така, добар концерт за. Ама треба место за да направиш концерт. Треба. И сето тоа нели е така еден. Магичен круг е тој врзан круг. За да направиш добра свирка треба добро. Да направиш добар подкаст, да кажеш дека си жив, дека постоиш, дека има џез уметност во Македонија и дека има луѓе кои што ама навистина го сакаат тоа што го прават и го прават искрено и онака. Се знаеш кој ќе речеш џез сцена во Македонија, тука е малце како се вика двосмислено. Не е двосмислено прашањето, него има повеќе одговори. Што е џез сцена, пошто во Македонија има одлични џез музичари, така. И за красно чудо, освен некои кои што долго време работат во џезот, има и многу млади. Добро. Ќе стигнеме и до тоа прашање. Мислам, ти некако како да ги читаш, гледаш до овде или? Јас или не гледаш до? Гледам дека таму има нешто отворено, али уште не. Али гледам дека прашањето се подолги од моите одговори, што окей. Те прекинав, извини. Значи млади има и млади, да. Многу млади музичари кои што пак од она што претходно го спомнавме, се во даден момент ќе се најдат на позиција кај што треба да бират дали да работат за уметност или да работат за пари, најгрубо. Да, јасно. Најгрубо кажано. И зошто е тоа така? Пошто публиката кој ќе излезе не сака да ја слушне нивната уметност, не пошто е нивната уметност лоша, туку заради тоа што публиката појма нема и не ќе да се замара, него сака да ја слушне појма немам некој си стандард или што и да се свири сега популарно. А од друга страна, на социјални медиуми ќе ги видиш онака жештени, па нема добра музика, нова нема во Македонија. Па кога си купил последно CD во 96-та си купил, во 95-та? Јас гарантирам дека денес има многу поинтересна и поквалитетна и продукциски на многу повисоко ниво музика отколку пред 50 години. И уште еден друг момент, ова што го зборуваш за младите, ако се сеќаваш ти во 90-тите на 3 години еден албум излегуваше џез и дали беше џез. Сега имаме изданија, еве Владан беше пред некој подкаст, кажа дека со нивниот левел PMG Jazz стигнаја до над 50 изданија. Скопски џез фестивал имат во каталогот, не можам се сетам, околу 60-70 изданија, што значи во изминатите години
Се издава музика во Македонија, Точно, не дека точно. не се издава. Имаме музика, имаме одлични проекти, имаме, ама некако тие не допират до пошироката јавност за да остават впечаток некаков или не знам, утре дојди некој и речи, па чекај, има еден джез музичар Сашо Поповски, ќе му ја купам плочата или некој друг, ме разбираш, или ми ја свекаш логиката која ми е, дека уствари оваа сцена апсолутно underground, не може да се токмиме со мејнстрим, и на крај на денот па што е тоа мејнстрим и колку има мејнстрим кај нас. А од друга страна, некако джез сцената и музичарите и чинителите на оваа сцена не го добиват заслуженото место прво општествено, а потоа и поддршката медиумски па и тотално не постои. Или ќе те викнат на утринска на емисија утринска, ќе ти дадат 3 минути, 5 минути, што ќе кажеш ти за 5 минути. Значи ги нема оние емисии каде што Даниел Сашо вади албум, па се слуша на радио, на телевизија албумот, па се разговара за секоја композиција, па се разговара со авторот и тие трат, ако албумот е 1 сат, 2 сати трај. Нели она промоција и презентација на албумите и на изданијата. Нешто што јас се сеќавам на времето во Југославија многу често се правеше и како станаја популарни и ден денес имиња и бендови кои што настапуваат кај нас, па токму така. И се задржаа толку долго на сцената. Денес тоа тотално не постои и ајде, можеби луѓе кои што ќе го гледаат овој подкаст ќе речат, па чекај, имам радио станица, па не сум викнал ни еден джезер да гостува и да дојде и да промовира албум, или ќе го гледа некој директор, како сега модерно директор, газда на телевизија, па ќе му текни дека треба да направи емисија, па и да се свири во живо и едноставно да се промовира оваа сцена. Културна и уметничка сцена. Па добро, види сега, мислам, ја апсолутно те сваќам што зборуваш и си во право. Ама па од друга страна... За се не. Добро. Али за некои работи си во право. За повеќето да. Но телевизиите сега ти мене например тоа многу повеќе не ме загрижува, него ме чуди, ми е фасцинантно. И телевизиите и порталите и сите тие медиуми. На сите имаат апсолутно иста програма. Значи, скроз нема никаква разлика ти кој портал ќе го отвориш и кој она. И многу често, нели, дури веста што ја читаш, истата вест ископирана од почеток до крај, со се печатни грешки, со некој таков, нели, кликбейт наслов. Имаш турски серии, имаш реалити шоуа и во турски сабота недела имаш реалити шоуа, фолк емисии. Јас, например, одамна, и други ми е малце криво, одамна не гледам македонска телевизија. Мислам, кога викам македонска телевизија, не мислам на МРТ, него на сите македонски телевизии. Дури од македонските телевизии можда најмногу гледам МРТ, пошто има спорт. И јас веќе одамна не очекувам да има на било која телевизија образовна програма. Емисија од типот што ти ја спомнам. Не ни очекувам, ако не чекам ќе се зачудам. Време е за джез, джез на екранот имаше такви. Знам некои емисии, се сеќаваш? Да, па да. Деца бевме, но имаше такви емисии. Имаше такви емисии што тогаш не интересира. Да, не интересира. Сега ќе кажаме многу интересен пример. Пред 2 дена свирев во Петровац и одиме со опремата, со гитарите и со чинели и со се, и едно младо девојче, 12, 13, 15 години, со татко и одиме на кај сцена и вели, српски вика, ви данас свирате ту? Да. Ту овој джез фестивал? Да. А то джез, оно досадно. Тоа досадното, знаеш? Да свирите тоа досадното. И мислам, во очите на младите, значи на тие младите кои што се задоени со емисии од типот, не знам што доаѓаат од север, нема да кажам името, шпански серии, турски серии, вакви такви, музика, инстантна музика, онаква штанцана музика, секојаш ќе бидеме во очите нивни ќе бидеме ние, тие досадните. Па види, среќа за овој комшијата што го спомнав преди, иначе јас немаше
Добро. Да сакам джез. Не, да бидеме реални. Значи Ајде. джезот сам по себе според мене бара како се вика, Високо интелектуално ниво. не. Пообразувана, Ова се првеш оди на рил, так? Не. Пософистицирана публика, условно кажано. Пошто да, на прв поглед знае да биде досадно, ама па нели дури јас имам впечаток дека луѓето кај нас имат представа за джез дека е или некој нели стандард што го слушале милион пати кај што има Добро. туба и No, тие се знам джез што. полис, нели? Да. Джез полис, да. Мейнстрим джез, бибап. бибап, да. Или е од другата страна. Или од другата страна фри джез, слободна кај што форма, кај што- тројца ненормални се собрале на сцена и нешто, не знам, едниот дува на кларинет, другиот тропа на тенџериња, така? Така. И Многу убава дефиниција ова. Супер. да, фри джез ми е еден од омилените правци, Правци. баш заради тенџерињата Точно така. И заради комшијата. и заради комшијата. И јасно е зошто публиката го има тоа мислење. Така. Така, сега. Од 90-тите се селиме во 2000-тите години, значи 2007 година, според тебе, колкаво е значењето и влијанието кое го има джез одделот при Музичка академија на Универзитет Гоце Делчев Штип, кој што се отвори 2007 во едукацијата на млади музичари и градењето на современата македонска джез сцена денес. Затоа што нескромно ќе кажам дека од джез одделот, значи со отворањето на джез одделот, над 90% од денес чинителите или они активни учесници во джез сцената поминале низ овој оддел, дали студирале, дали предавале, дали завршиле, дали поминале само низ одделот. Спрема тебе, па да, како е, според пошто мене. мене глупо јас да зборам. Да, појма немам дека е джез академијата отворена во 2007 година. Добро, ма сега И знаеш, сега ти Сега кажам. знам, да, и реално не мислам дека треба да мене нешто да ми значи дека постои такво нешто. Дори чудно ми е, мислам дека од секој пат постои во Македонија. Па се патуваше надвор, јас студирав Софија, Да. тој студираше Америка, други студираја во Австрија, така да моравме да патуваме надвор за да се едуцираме. Јасно, да. Затоа што овде беше толку она стегнато класика и ништо Ама не види, остава. дефинитивно- И до ден денес не остава. Дефинитивно има оставено многу трага, пошто спомнав јас и преди дека сега има многу млади Потка излегува тие млади, многу млади музичари, што е нели одговор на ова твое прашање. А Дефинитивно. затоа ти реков јас да не читаш овде. Кажуваш да не читаш. Па не дека читам, ама нели сами се наметнуваат како се вика. Пошто Прашањето ти одговори. прашањата и одговорите. Да, дефинитивно има многу влијание, пошто прво тие млади музичари се одлични музичари и што е многу битно се образувани музичари, значи не учеле и ова е битно за секоја уметност, за било што. Значи освен пошто талентирани, нели да не си талентиран со многу работа нешто ќе успееш да направиш. До негде ќе стигнеш. До негде ќе стигнеш, така талентот само ќе те однеси Подалеку. подалеку и полесно до некаков си да речем успех, ама секогаш треба и така наречена формално образование, така. Пошто друго е ти кој ќе учиш да свириш джез од слушање и ти си ултра талентиран и можеш да реплицираш се и до толку те бива што можеш и да направиш музика слична или сосем различна без база на тоа што си го научил. Така? И се тоа би супер, а друго е кога тоа го правиш на начин на кој што знаеш како и зошто го правиш и знаеш како и зошто било направено првото и како се стигнало до тоа и сите тие работи. И тоа се приметува кај денешните музичари. Пошто нели са мене на пример
Прие не спомнавме за сцената. Има неколку клубови, мене например ми фали клуб. Мислам дека имаше пред некој време некои такви свирки, ама не сум сигурен пошто сум стар, не оидов на ниедна. Во Котур? За Котур Не мислиш? знам дали беа Котур или на друго место, али Во нешто Скопје? имаше во Скопје да од типот на джем свирки, кај што Буква да не беше. не знам, ке те излажам. Добро. Джем значи gathering. Gathering, да, каде што сите ќе се соберат и секој ќе свири што мене ми опишува перфектно идејата на джез она. на джезот, така, на најстрашниот збор джез импровизација. Исто, и ова е многу интересно, кога Ајде, спомни некој джез импровизација, обично луѓето што не знаат што е джез импровизација мислат дека е нешто што е лошо. Пошто, например, ти ако ти се скрши ногарката од столицата, ќе импровизираш За да не паднеш. со салотейп за да не памтиш и тој збор импровизација е поврзан со такво нешто принапраено, приклаено, неквалитетно што секој момент ќе се она. Ова музика уствари сршта на А музиката. джезот импровизацијата е нели сршта на музиката и таа е да ти импровизираш, ама не квалитетна, таа импровизација се базира на години свирење и познавање, така, и на нели чувство еден со друг, интеракција измеѓу музичарите. Што е една од работите што ме привлече кај джезот, да се вратам назад. Супер. Имаме време. Може да се враќаш гумца. Баш таа интеракција, јас викам еј си пред муабет. Па тоа е уствари коренот Да. на джезот. И дури еден многу битен момент кој што сите го забораваат, уствари во почетокот, првиот джез или хот джез, New Orleans стайл, има и колективна импровизација, нешто што во понатамошните стилови некако изгледна, а кое што фри или слободниот джез многу е доминантен момент кај фри, затоа што во New Orleans стилот има колективна импровизација. Нешто што го има во фри музиката. Така да прескокнати се тие хардбоп, бибоп, тие со плочите што ги издавале така натаму. Jazz Police, Дип боп. Дубап. Види, на ова, например, се уште нешто поврзано и со фотографија, и со джез А импровизација. ти како джез фотограф треба да... Не сум јас джез фотограф. Тони беше, мразам джез, кој ќе речи, не само джез не ми извели джез. Далеко сум од джез фотограф. Општо мислам дека тие класификации се сега многу модерни. Тотално небитни. Ти си тотално небитни, джез фотограф, не знам, фуд фотографер, травел фотографер, дрн глупости. Те гимнам кажи не треба, ајде кажи. Или ама не, за се истото се дешава и во не знам, во фирмите имаш 80 титули, сите го прават истото. 10 души ја работат истата работа, За да си секој поедностават, има уствари, различна титула. Исто и ова футбол, нема врска, да не навлегувам таму. Друго ми беше мабетот за таа атмосфера и за тие импровизации за се, што е поврзано со фотографија. Има еден фотограф се вика Юджин Смит, и е многу познат, тој се рачуна како основач на тој едиторијал што денес постои. Работел за Life магазин и првите едиторијали се негови. Тој почнал како воен дописник, Втора светска војна, па после работел многу познати едиторијали негови се Селски доктор, кај што живе неколку месеци со Селскиот доктор, првите месеци воопшто не слика, за да се навикнат луѓето, па тек после слика сето тоа за да направи 5 слики. Значи тој многу луд човек, пошто нели личниот живот му страда заради ова 200 пати е преженет, сите работи. Да почнат да не го сеќат дека е тука за да почне да слика. Тој прави една многу интересна работа. Во еден момент му се смачва, се скарва со Life магазин, вика или ќе бидат сликите тие што ќе ги одберам, или нема да добиете слики. Так. А пошто сите ги сакат неговите слики и се познат по тоа, Life магазин мора да попушти, ама овај му треба пауза и сега за таа пауза прави една многу ненормална работа. Купува стан во Њу Јорк
купува стан во Њу Јорк, Која година е тоа ти сега не Тоа се е купува стан во Њу 50 и Јорк? некоја 60 и нека година. И Ти 8 сега години. стан во Њу Јорк не се купува. Да, и тоа баш тоа е во центарот на Њу Јорк. Тогаш зградата била 100 години стара и била практично За рушење нешто така? уништена. Полна со старци, наркомани и што се не. И овој купува стан таму. А одма до него имаат стан купен од джезерите. Не се сеќавам точно која приказна. Али и тоа е стан кај што донеле пијано, донеле не знам што. И вежбале на И вежбале. И таму поминуваат сите од Чарлс Мингус, Телониус Монк, Така. па не знам, Значи, Бил вратариште. Еванс, како се вика шојата, па нарочно се навлечена друга, Рони Фри, Кој не? да, Рони Фри, Овертон има, тој не сум многу познат, не знам, сам сум со имиња. Добро. Постои Овертон? Мислам дека постои. Добро. Саксофонист еден Зуд, Зод Симс. Зуд Симс, Да, Сони Ролинс. Сони Ролин, сите тие поминуваат таму, пак со резерва за имињата, пошто сум апсолутна катастрофа. Да. Али ево, Ама знато знаеш овој во музика. да, ама тој период, освен овие познатите, И ги сликало е. и овој ги слика. Има направено Ама во... се не знам ова приказка. Да, има и филм за ова, филмот се вика Jazz Loft. Ете така. Има и книга која што е посветена и на зградата и на фотографот. Авторот на книгата е историчар Сем Стивенсон или некако се вика, најбитно. Битно, фотографот снима 40.000 фотографии од тој период. Во станот, Во станот кај што се джез музичарите, кај што одат да, пошто тие немале место исто како во Македонија, немале место кај Хајде да да свират. свират. Да, и кај во да станот певат. се прави. И таму правеле проби, свиреле меѓу себе. Немале на место кај да главата. спијат, да, јасно. И поминале. Тие приказки се многу. Приказната е дека во тој период, во тој стан или тие неколку стана, поминале преку 600 музичари, джез музичари. Многу нив познати, многу нив непознати. И книгата е интересна оваа, пошто овој историчаров наоѓа некои од тие музичари, што пред не знам колку години поминале во тој стан. Сега не знам, тој продавал нешто на улица, имал тезга. И го нашол по име и презиме, пошто нели заради записите на фотографот се е документирано. И да вика, и тој меморија што имав забораено, вика, јас комплетно имав забораено дека пред 40 кусор години сум бил таму. Сум бил таму и... Па да, фотографите се уствари документи кои сум поминал. Да, али освен фотографии има и аудио записи. Сега тие се некаде во Америка во некоја си архива. И веројатно можно е да се слушнат, ама ете така една интересна приказна за джезот во Америка. Во Америка и за атмосферата околу джезот. Знам дека, например, Телониус Монк има некои познати... Underground се вика албумот. Тој познати концерти, да, за... Underground. Тоа знаеш кога е изгубил дозволата за да свири. Фатиле со ликер и... Имам пријател, Заради имам еден Павел пријател предава историја на джез музика, можда треба Па, да поканиме. да го поканиме во подкастот. Добро, ајде да се вратиме во Македонија, ти ако ја фатиме вака ќе требаше еден подкаст да снимиме. Аудиокултура, значи во моментот сме во аудиокултура. Преку концептот Life от аудиокултура, го знаеш тој концепт, си снимал, си сликал Да. многу пати. Успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка. Што е многу битно, затоа што ако направиме паралела, дали знаеш колку джез фестивали има во Македонија активни? Па не знам колку джез фестивали има точно, али Активни, мислам дека има прилично. Што велиш како број? Не знам сега што Удри велиш. некоја Знам бројка, дека има секој си слаб со бројките. Да, Прилеп има нешто викенд. Абе Куманово дали знаеш има. ти како бројка, како бројка? Не знам, 10? 10 има. И- Ти читаш овде. Јас не. 10 активни джез фестивали има, а имаме, рековме 2 клуба, 3 клуба реков. Да. И сега, аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската сцена, што е многу рамка, пардон. Креираше едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изvedба во живо, затоа што тука концертите се, знаеш, лимитиран број на публика, 50 луѓе, но сите концерти се снимаат аудио-видео и одат на лайвстрим на каналот на аудиокултура,
што ќе речи дека освен тие 50 љубители кои што би дошле овде, можат луѓето преку социјалните мрежи, не рибарските мрежи, да ги гледат концертите. Но овој концепт е посебен затоа што трае 2,5 години, генерира навистина високо ниво на култура не само во Скопје, туку и во Македонија. И покрај концертите, а интересна е приказката, оти ова место е замислено место каде што ќе се слуша репродуцирана музика, а нема да се изведува. Но така случајно, природно, во разговор со Михаел, решивме да направиме еден концерт, па втор, па трети, некако тргна приказката, еве 2,5 години, не само концерти, туку имаме изложба на фотографии, промоција на албуми, нели, се она што има допирна точка со современа македонска уметност и култура, книги се промовираат, така да, ајде спрема тебе, колкаво е значењето на, или влијанието на ваквото место, ваквата алтернативна сцена, затоа што е алтернативна сцена, и спрема тебе колку е битно да има што повеќе вакви сцени за градењето на современата македонска музичка или културна сцена. Колку е битно, па многу е битно, многу е, нели, рековме дека сцени фалат. Алтернативно место е најбитната работа, тука се раѓа вистинската уметност. Точно. сега, секоја сцена сама по себе нели треба да има и нешто свое, некој свој карактер, идентитет. Да. Нели во светот постојат многу клубови, ние го спомнавме Порта Джез, нели Порта Джез важеше за клуб кај што како музичар треба да имаш настап. Истото нели и за джезин, истото важи и сега за аудиокултура и сите три се комплетно различни. Така, Например, така. нели ти спомна аудиокултура и во името нели се гледа дека е посветена многу на звукот. Апсолутно. Така. Што им прави, предпоставувам, не знам, не сум музичар, али предпоставувам дека на музичарите, посебно на младите, не само на младите, на сите кои што дошле да свират тука, им звукот е најдобар, знаеш. Да, што е од друга страна па и предизвик, пошто те тера и ти да бидеш најдобар во изведбата. Така? Џоле Груевски беше, вика, тука кога ќе дојдам, знам дека ништо нема да фали. Или и Оливие исто да каже. Тука имам најдобар звук, вика, кога од концерт што сум свирал во Македонија. Така. Така да влијанието нормално дека е огромно. Сега на пример мене што ми фали во Скопје, има во Котур нели се дешаваат. Баш она класична клубска сцена, да, кај што ќе свири нели бендот джез. Кај што спонтано ќе дојде до некаков си джем. Ми фали нешто такво. Сега е малце нели романтичарска идеја. Можда и малце поќе романтичарска идеја. Али ми фали нешто такво. Пошто ќе биде скроз различно од ова. Треба да го отвориш. Да, треба да отворам. Знаеш како, додека чекавме да ни направат, нели, тоа е исто за младите многу битно, значи не чекајте некој да ви направи, фатате, направете го. Така како што го сакате и ќе функционира, затоа што се сеќаваш пред 7 години, 8 кога Точно се сеќавам пред 7-8 години. 7-8 години пиевме кафе, тоа време немаше подкаст за джез. Пиевме кафе и рековме, абе знаеш што фали во Битола, што фали джез фестивал. Па да направиме еден джез фестивал. Да направиме. И ето 7 години покасно. 7 години покасно. Види тој джез фестивалот во Ама фаќаш и го правиш, нели? Нема да чекаш некој да ти го направи друг. Да, и касно чудо, ама супер испадна, така? Супер оди некако модерно. Како почна тој джез фестивал, докаде сега и како се сакаш да кажеш како почна? Дали сакам да кажем како почна? Па сега ти кажа како почна змуавет. Не, шала на страна, првата година, што беше пред 7 години, 8. 7 изданија имам. Мислам дека пред почеток на фестивалот од се што планиравме, ништо не испадна. Така. Од X причини, што од време, што од финанси, за среќа заврна, иначе готови. Да.
Јас стално го кажам ова, здраве Боже, кој има негде хронологија 10-20 години од фестивалот, мислам дека должно тоа ќе спаси ситуацијата, се сеќаваш, затоа што немаше ни фестивал да има, ни ништо немаше да има. Да, али... Ама таа е за нас приказка смешна. Да, супер, на крај супер испадна. Да. На крај, да, бидна фестивал. Бидна фестивал, да. Вака или онак. Ама идејата беше дека чекавме некој да ни прави нешто, да не сега ќе има, утре ќе има, денес ќе има. И си направивме сами, што е многу убаво. Добро, колку алтернативните сцени нудат квалитет по основ на продукција, промоција и афирмирање на джез музичарите спрема тебе? А сега ти мене ме прашуваш како многу познат промоутер. Не, туку како спомна неколку алтернативни сцени и како следиш концерти, гледаш концерти. Еве на пример ќе ти кажам, јас многу следам Smalls, Нью Йорк, затоа што имаат лайв стрим и стално ги гледам, тоа е малечко место, пијаното цела сцена е таму. Ама сите ликови што се многу битни, сам на вистина што се битни, сум ги гледал на лайв стрими, сум ги гледал. И она што е современ джез или модерна сцена, може човек преку лайв стрим со современите алатки да го гледа. Така да такви алтернативни места Современата технологија и медиуми не се толку лоши, така? па за некои работи не се сега, зависи како ги доживуваме и што очекуваме од нив. А јас да живеам во Њујорк не можам, ама можам да гледам концерти од Њујорк, што е така. Да. Колку се добри и битни тие алтернативни сцени за промоција? Многу, најбитни, многу се побитни и од фестивалите и од Точно сите така, тие работи, точно пошто фестивал суперите за фестивалот знаеш точно 3 месеци унапред, зборам како публика или колку и да е месеци унапред, кој ќе дојде, кој ќе свири, како ќе 3 месеци не, ама месеци да. колку и да е. Знаеш унапред и си планираш, ќе одам, нема да одам, сакам да го гледам овај, не сакам да го гледам, чекај кој е овај сегаш тука, да ќе пуштам, ќе го најдам. Еј ми се свиѓа, не ми се свиѓа, ќе... Така, и сето тоа е супер и треба да го има. Ама треба да има и сцена, кај што јас и без да знам кој е, Така е. некој што нема никакво интернет присуство, ниту е познат, доволно ми е да знам дека има свирка, и ќе одам и ќе пијам пиво со другарите и ќе го слушам и ќе ме изненади, пријатно или непријатно, така. Така, и ќе станеш фан или нема да Ќе станеш. ме натера или да го слушнам пак или не. Да, те Така. разбирам. Да. И така, нели си ги ќе откриваш нови. Значи Нови сцената, ствари. особено че сцената се гради од озгола надолу. Клубот е она главната клетка или стартната позиција која што ние ја немаме. Ја немаме од причина што прво не се финансира доволно ваквите алтернативни сцени. Ајде Министерството за култура во тие фамозни повици има ја откриваме нови алтернативни сцени, Извини, изфрлија пари многу. Ке те прекинам. Пошто го спомна Министерството Ајде. за култура и за се, не треба Министерството да спонзорира такви работи Тоа е работа на приватниците. Приватниците треба сами да спонзорираат. И кога викам приватниците, не мислам на газдите, на фирмите, компаниите. на кафичите, него и на фирмите и Сега компаниите. ќе те прекинам тука, прво ќе ти кажам за Министерството. Не, Јас ќе те прекинам. Не, јас. Министерството, значи, и во своите повици многу пари дадоа за откриваме нови алтернативни сцени и на сега не знам на Тумбе кафе, на локалитети вакви такви, значи се фрлат пари за да се направат 2 концерти годишно. Значи како може некој локалитет, некое место со 2 концерти, 3 концерти, и ајде 5 нека бидат концерти годишно да генерира култура, сцена и да прави. А проекти како овој, и не велам овој, и други проекти кои што 2 години, 3 години, 5 години афирмираат и даваат простор на младите, не ги поддржуваат. Знаеш што ми е зборот? Значи многу едноставно. Место да има секоја најла по еден концерт, има 2 концерти со средства, со буџет кој што би го дал министерство или би го дал некоја компанија или приватник, 2 македонски бендови. И сега, ако бендовите од Македонија имаат места каде што 1, 2, 5
места во Скопје, да речеме, и уште 5, 10, 20 места надвор од државата, нема да има потреба да свират тезги и кавери, туку ќе може со сопствената уметност, сопствената музика да заработуваат. Ме разбираш која ми е идејата? Значи ќе почнат луѓето да заработуваат. Сега, кога велам приватниците или компаниите и те како даваат пари за оваа работа, само што парите не завршуваат кај вистинската култура, туку ги јади естрадата. И во последните 15 години имаме масовна естрадизација во културата. Нешто што е рак рана на нашето ова современо или модерно општество, затоа што вистинските културњаци никогаш не ги добиваат средствата, ги добива естрадата. А зошто ги добива естрадата? Сај само кажи. Учено ми е ова, студирано ми е, се занимавам со ова работа. Значи прва работа која што ти ја барат било каков спонзор или било каков поддржуваш, ти бара бројка. И сега ти не можеш джез фестивал да има, не знам, 20.000, 30.000 публика и стадион, затоа што е ова една поинака димензија и поинаква филозофија на луѓе или карактер на луѓе публика која што доаѓа. И сега се разбира дека на луѓето која ќе видат ова има, ова е поп нешто дрн, има 20.000 публика, па тоаш ќе ме види повеќе луѓе. Зборот ми е дека тие се фаќат за бројки. Бројките секогаш не се вистинската слика за она што е добро и што не е добро. И пак идиме на моментот се сеќаваш со продукцијата, со албумите, со бројот на следбеници, значи тоа е кругот. Или да имаш среќа, директор на компанијата да е некој што знае кој е Майлс Дейвис и да речи, ама чекајте, ова не е култура. Култура е тој фестивал, оној фестивал, и ќе ги дајме парите. Такви се многу ретки, затоа што општеството вака ни е завртено наопаку и многу треба напор, сила и енергија да им докажеш дека вистинските чинители или вистинските генератори на култура не ги добиваат средства. Ова како елаборат. Да, има. Ненад мислам дека на подкастот имаше кажано со данокот? Не, дека нема граница меѓу јасна граница меѓу што е естрада, што е култура. И тоа ние сме криви за тоа. И тоа држи, вие сте криви. И ти си крив. Сите сме како криви. Како фотограф. Не сум јас крив, крива е кулата во Пиза. Има и крива едрина, она како. Да. Сите сме криви за тоа. Пошто многу се меша естрада и култура. Поготово во музиката, така? А не само во музиката, гледај ти културни лета низ цела држава имаш културни лета, финансирани со пари од даночни обврзници и каде што главните хонорари или главните сцените се естрада, а уствари културен настан. Каков е тој културен настан? Музика која ќе поврзиш со култура во Македонија се сваќа или класична музика, нели опери слично, или сега што е последно време модерно, етно. Сакаш да ме гиваш за етно? Не. Сигурен си? Сакаш? Не сакам. Дали сакаш за етно да ме гивниш и да го продолжиме овој подкаст? Немам ништо против. Немам ни јас ништо против. Тие две ствари се сваќаат кои ќе ги поврзиш култура со музика. И двете се треба да има и класична музика, треба да има и модерна етно музика. Современа етно препеана музика. Оригинална никаде нема. Многу е лесно кога ќе си земаш музиката од пред 100, 150, 200 години и кога ќе си правиш аранжмани и кога ќе кажуваш приказни дека е добро да и джезерите тоа го прават, ама оригинална, ние зборуваме за оригинална уметност. Да. Креираме оригинална уметност. А тоа што викаше алтернативни сцени, тука е малку друг проблемот. Тука мислам дека луѓето кои што се одговорни, кои што го организираат сето тоа, вклучувајќи ги луѓето од министерствата и луѓето што ги добиваат средствата, никој од нив не ги троши парите да инвестира во нешто, него ги троши, што според мене апсолутно, баш ги троши парите. Така, ги трошат парите за да ги потрошат и да направат нешто, ќе се соберат да се стопат. Јас и ти што седиме и ќе речат што е најалтернативно, што нема никој направено тука, дај
ќе наредиме 20 кенефи на една ливада и ќе го наречиме то сцена под отворено или што знам што. И ќе го направи. Тој ќе дојдат луѓе, се супер и ќе се потрошат парите и толку. Инаку се викаше, то се викаше леле, смешно беше. Инсталација или како беше? Инсталација или било што и сето то супер. Или картони ќе наредиш во паркот на трева и ќе викнеш двајца да зборат и тоа е уметничка инсталација. Јас и ти што не го разбирам, не сме дотаму за да го сватиме. Стварно, немам појма. Леле, какви теми отвараме, а? Да. Супер. Не можам да кажам, пошто стварно немам појма од уметност и сите тие работи, него само што е сега уметност. За концерти, така? Уметничка инсталација, така беше? Да, концерт. Ајде ќе направиме концерт негде во некој објект што е затворен 60 години, што е пред рушење и ќе А тоа и го прави. Тоа се прави секоја година во различен објект, например. И супер, така, ќе има концерт, интересно е, не знам, Ќе има бас сцената, една недела, околината. ќе има бас една недела, знаеш што е Сето бас, тоа е така? супер. И последна Океј. недела што правиме? Направи го тоа, али направи, речи, овај објект, да почнеме ние да правиме концерти тука секоја година. Тоа е нешто друго. Така, тоа е скроз друго, да ги инвестираме парите, ќе Да го направиме направиш ние објектот концерт сцена, оваа да го година. направиш објектот сцена и да има 50 концерти годината. Тоа е веќе нешто. Тоа веќе генерира култура, Точно. а не со еден концерт, значи истото го кажавме само со различни зборови, знаеш? Уствари. Да. Океј. Добро, одиме, вака така стигнавме при крајот. Ајде збор 2 за джез фестивалите во Македонија. Сега не си ти музичар, ама ајде од страна на фотограф, иако не си ни фотограф, Да. туку си дипломиран архитект, Да. така? Джез фестивалите во Македонија. Ама чекај, не ти го прочитам. Аз реков ајде за джез фестивалите те почни. Значи, каков е вашиот однос со луѓето во организацијата, освен од тој кај што си дел од организацијата, особено со тие кои што, не знам, прават дизајн или наму натаму и колку се сложувате со различните концепти кои се застапени во Македонија. И сега аз можам да ти ги читам фестивалите и ти можеш да кажеш дали си соработувал, не си соработувал, дали ти се Ајде допаѓа. го скратиме прашањето, пошто не, како се вика, стварно не сум... Сигурно не киш? Не, Ај, не. ќе ти ги прочитам. Не Види, сум добро е да музичар. ги Прочитай ги, прочитаме. спомни ги, ајде. Добро да ги прочитаме затоа што млади деца го гледаат подкасти и да знаат дека имаме навистина фестивали со голема традиција. Скопје Джез ако фестивал сакаш, има Извини, ако сакаш, јас можем да ги повторувам и да сме ко на да, парастос. а може Отико на парастос. Не ли Само повторувам. Да. Скопје Джез фестивал 42 изданија, Изданија. ти велиш, да. Не си соработувал се уште. Си имал обид, ама не си соработувал. Обфест Скопје 23 изданија. Изданија? Јас треба да викам изданија? Па сега така како на парастос реков. Ајде, прочитай А ги. Стиво на Джез бrzino. фестивал 14 изданија, Прилеп Джез викенд 12, ДНС Джез 8 изданија, Джез фабрика 7 изданија, Битола, Куманово Джез фестивал 7 изданија, Тетово Джез фестивал 6 изданија, Крај Вардарот Джез Скопје 5 изданија и Арт Генератор Велес 2 изданија. Освен со Джез фабрика, не знам дали си соработувал со други. Немам, да, еден од условите да работам за Джез фабрика беше да бидеш подпишам NDA. Да видиш директор. Да. Или со, ама мислам дека ти аманет од комшијата да сделат вижба. Да. Види овој подкаст јас ти и комшијата од ова. Така ти ја замисли. Никој не? друг освен JFF. Така те докопирав, знаеш, Да. дека имаме и трето лице тука што не го гледаме, комшијата од визбата. Што ги спојвте визбите на 3 години. Охо. Добро, ај како ти гледат фестивалите? Фестивали во Македонија има и супер што има. Па тоа е одлично. А уште фестивали ако нема ништо не направи. Да. И нели Скопски джез фестивал, еден од најдобрите. Најреномирани. И има и зошто, пошто кој ќе разгледаш кој се дошол на джез, Скопје джез фестивал да свири, не треба ништо повеќе да се спомни. И джез фестивал во Скопје иначе мислам дека почна исто 82 сме справо. со ентузијасти во МКЦ или нешто така. А ти знаеш за таа приказка, ај? Не знам и да не навлегувам, пошто не ја знам точно, само ќе
И стигна докај што стигна и се што можам да кажам за Скопје Джез фестивал е само едно големо браво, Тачно, така? така е. Ништо што и да кажеш друго е. Па и да не беше Скопје Джез фестивал, Беше нема убаво. толку именитни артисти да гледаме тука, знаеш. Убаво е кој ќе има нешто што само што кој ќе го спомниш, Па да, бренд. е бренд и се објаснува. Са види, не дека јас немам некакви забелешки со Ама Скопје Джез добро. фестивал. Јас имам генерална забелешка за финансирањето на джез фестивалите во Скопје и надвор од Скопје. Да, тој веќе скроз Ама е друга битно прика, затоа знам. што ти не можеш да правиш джез фестивал без пари. Значи без Не можеш. без финансиски средства не можеш да правиш. И ако сакаш да имаш еминентен уште еден, уште два или уште 5 или уште 10 фестивали, треба државата да инвестира во тоа. Треба. Ајде да бидеме до крај реални и искрени, без пари Скопски джез фестивал не може да ги донесе тие еминентни имиња, како што не може и фестивалот, не знам, во Куманово или во Битола без пари да направи фестивал. И сега има еден момент што треба да го знаат луѓето од подкастот, дека минатата година Министерството за култура за джез фестивали и джез проекти во Скопје даде 13,5, скоро 14 милиони денари. Тоа е она бројка која што од прво вака можеше да се види. А останатиот дел од државата, значи за сите градови, сите даношни обврзници надвор од државата има 1,5 милиони денари за сите фестивали. И сега зборуваме за културна децентрализација, уствари сме максимално централизирана. Имаме култура или политика во културата. Зборуваме за децентрализација, а уствари сме максимално централизирани. И Владан беше исто тука пред тебе и тој кажа, вика, ние можеме да работиме колку сакаме и на крајот се соочуваме со таков еден финансиски лимит во кој што и јас сакам, не знам, Џон Скофилд да го донесам во Битола, ама не можам да го донесам. Џон Скофилд со помошта и со средствата кои што ги добивам од државата. Така да треба да се смени малку и начинот на финансирање, бројките да се сменат, затоа што ич не е лесно некој од Битола да дојде до Скопје да потроши не знам колку, минимум 100 евра му треба да дојде да гледа концерт, да остане да спие и да направи, да гледа некој артист, така? А зошто да нема во Битола? Не велам Битола, нека биде Охрид, нека биде, нека биде Куманово, джез фестивал, не разбираш? Што значи не е лесно, апсолутно дека не е лесно, ама и финансирањето не е исто за сите. Не. Треба јас нешто да Ако кажам, сакаш, ти- кажи. Ти си кажеш што те мачи Па- тебе со па јас финансирањето и во право си. Се славам. Ај ти кажи за дизајните. Што за дизајните? Па не знам, или нешто што те мачи тебе, кажи ти. Не, можам да кажам дека ми текна како се викаше Great Day in Harlem. Супер. Фотографот, ајде. И сега 4 пати во подкастот ќе ја гледам сликата, секогаш кога го спомнавме и ќе излева слика. Да, мислам дека се викаше Арт Кейн. Добро, најверојатно. Арт Кейн. И да, тој на фотографија кај што сите џезери нели се собрале во Харлем еден ден да се слика, не знам колку се 50-60 луѓе. Не, поќе се, мислам 100 и нешто се. Не е А и битно, деца не е има битно, испоседнати напред. Мислам 100 и Да. нешто. Добро, како било? Али проверат се- сликата Ќе на- проверат, да, сите се А таа е најпознатата џез фотографија и уствари за едно време, златното време на џезот во Њу Йорк го сликува. Баш тоа што го зборуваше ти Да. со станот, со купување стана и со сите работи. Пред неколку 10 или 15 години, можда и 20, не знам нешто нели бројките слабо Не ти били. се вистинската страна. Не, види кој ќе е човек на наша возраст, ние иначе имаме под 32 години. Некако многу А комшијата од тој има од уште визбата, 30. тој на 18. Има го губиме некаде 10-20 години во растојанието. Најчесто. 90 ни се пред 10 години, а од тогаш има 30, 40. така? Ми беше зборот пред 30. X години, раперите имат на истото место направено иста фотографија во чест на џез музичарите. Браво. се- Станале популарни, рапот кога беше Да, популарен. и тие се многу повеќе се Царе, браво. не знам 150-200 души и исто ги има сите познати рапери. Браво. Како омаш на Арт Кейн и
Добро, имаш гостувано на повеќе джез фестивали, за Кикинда бевме заедно. Иначе дизајнот овој за Кикинда, новиот дизајн е твој, така? Што значи не работиш само за JFF, туку работиш за други фестивали. Да. Ај малку за овој дизајн. Јас кога го гледав, мислев дека е онако како бургија што буши, како во рек бургите што се. Го спомнав рек може. Аха. Знаеш. А уствари се испостави дека е нешто сосема друго. Ај малци ќе му биде интересно на луѓето. Пошто ме прашаќе, кажем иначе не сакам да објаснувам Добро, во кратки црти, после ќе те прашам. Да, тоа е уствари глава на бас на контрабас, да. Горниот дел од главата на контрабасот. И е таму пошто тој самиот фестивал почетокот е поврзан со смртта на еден контрабасист кој што бил пријател на основачот на поздравиме Драган Влајнич. Да, на Драган Влајнич и оттаму е таа приказна. На прв поглед не е наликува, кога некој ќе ти каже можда и ќе ти заличи, али нели тоа е идејата, да не е на прва лопта. Да не е се јасно најдеш. Да, иначе одлично е ловото. Можда требаше да биде буф. Божина птица буф, утка, нели во Кикинда има буф или мислиш сова, кај ни сова, да. Сега купував онако магнетче во Петровац и веламе тај буф и тamo гледа вака. Буф му вика мој буф. Сова? Даде сова. Јас мислев вук ми велиш. Вук, сори буф. Се разбравте. Да, битно купив тоа што требаше. Добро. Разликата помеѓу надвор, фотографија? Разликата е огромна Петровац, нели беше? Да. Сите се различен концепт, различен. Да. Мислам, за било кој две да ги споредиш, се различни и треба да се различни. Така. Иначе нема поента ако е секаде исто. Добро, сега ќе ти поставам едно прашање на кое што многу ќе се насмеш. Кога не би бил джез фотограф, кој е вашиот алтернативен избор на професија? А ти не си джез фотограф. Да, јас не сум джез фотограф. Шо би сакал да бидеш? Јас знам што сакаш да бидеш цел живот, ама после ќе му кажам. Би сакал да бидам джез фотограф. Би сакал да бидам джез фотограф, убаво звучи. Не знам дали освен на камера ќе ми треба и шау или нешто. Капче нешто, да. Капче за уметнички дојам, да. Или уште подобро сакам да бидам джез музичар. Ама јас знам како. Кларинетист. Така е, значи сакам да бидам. Значи што сакаш да бидеш? Джез кларинетист, фотограф. Така. Фотограф, джез кларинетист. Джез фотокларинетист. Добро, во некој од следните проекти обавезно ќе те викнам со кларинетот, макар и макар и воздух да направиш. Макар и свиреле фри. Најверојатно мора да. Значи Даниел има пасија да учи кларинет и си купи кларинет и сега до кај е стигнат уште немаме видено, ама битно дека имаш пасија. Да, дека имам пасија. Добро, и за крај искрена порака за младите, оние кои што доаѓаат, кои што сакат да се занимаваат со джез фотографија, со ти што не се занимаваш. Во догледно време би седеле тука на истото ова столче, што би им порачал на младите, затоа што е многу битно. Па малце е тешко да им порачам нешто на младите за джез фотографија, пошто не заклучивме дека не сум. Добро за фотографија е. Да. Што би им порачал на младите и ова, не знам, на сите па и на овие прекрасни млади дечки кои што се во публика денес тука со нас. Да, што дојдоа тука со нас. Прво да се заблагодарам за присуството. Да. Дека подкастов немаше да биде ист. Аплаузот ќе го монтирам. Аплаузот ќе го монтираш. Почекај. И ќе го монтирам аплаузот. Што би им порачал и на сите што сакаат да се занимаваат со фотографија, джез фотографија или со музика, би им порачал да црно-бели слики да. Клише, али да, да бидат своји. Оригинални да бидат. Да бидат оригинални, да не слушаат други што е добро, што е лошо, него да го прават она што тие мислат дека е добро и да го направат, па после ќе видат дали тоа било добро или лошо, пошто тоа е единствен начин да научиш, така не можеш да правиш само добри работи. Апсолутно. Мора да правиш и лоши работи за
да слушаат многу музика, да гледаат многу фотографии, да читаат многу книги. И сите тие работи што ќе им помогнат Да бидат open-minded, да. да примат информации и да не се плашат од непознатото. Се што помага во дефинирање и во создавање на некаков си вкус, пошто тоа е многу битно. Битно е да имаш, пошто за најчискиот дел нели се учи се, али многу е битно да имаш некаков вкус, да препозниш што е добро што е. добро, а тоа се прави нели само со конзумирање на многу работи и добри и лоши. Добро, ама и со градење многу на работа. сопствена естетика, нели? Да. Да, добро кажа, вкус сепак е нешто што се гради низ текот на животот. Добро? Толку? Толку? Фала ти што беше гостин. Ма нема проблем. Мислам дека ова ни е четврти обид да го снимиме овој подкаст. Веројатно е. И два пати дојдовме, не успеавме, Јас не се договоривме. уште на почеток приметив дека дека не. А ти си единствениот со сите направо сними. Так. Ти си единствениот, два пати дојдовме не снимивме, веднаш не се договоривме. Да, два пати дојдовме и два пати не снимавме од објективни причини. Ама нас така ни тргна со фестивалот, така да. Да, па видиш, интересно. А на крај вајла добро испадна. Мислам дека денес го снимивме најдобриот од сите што не успеавме да ги снимиме подкаст. Да. Епа, фала ти уште еднаш. Фала ти што ме викна и уште еднаш фала за публиката. Публиката да ја поздравиме во позадина. Да.